Со одзиданите 350.000 евра во зидот ја отворија вратата на судијата Ѓоко Ристов. Судскиот совет конечно формираше комисија која ќе го истражува работењето на нивниот колега, кој во моментов е во домашен притвор. Иако на почетокот, кога беа откопани парите, председателот на Советот Камбовски велеше дека не се сеќава точно дали имало пријави против Ристов. Сега откри дека имало минимум 2 пријави, една анонимна, една од вработени во апелација. Ке се чешлаат најмалку 6 до 7 предмети. 6 или 7 беа предмети. Представката ја водевме како анонимна, беше подпишана од група на вработени стручни соработници, советници од апелациониот суд Скопје, без подпис, без имење, без презимење, тоа според законот се води како анонимна. Меѓутоа, решивме да формираме група да ги провериме тие предмети, а во меѓувреме пак ни стигна демант исто од група на вработени стручни соработници дека не ја поднеле тие таа представка. Исто таа не е без имење, без презимење на оваа, па вторава има подписи ставени. Така да и двете ги цениме како анонимни. За извештајот што ќе открие комисијата ќе се чека до крајот на неделата. Сепак нема никакви гаранции дека било кој од овие случаи се поврзани со созиданите пари. Случајот со судијата Ристов ја крена на нозе не само правната фела, туку целата јавност, откако полицијата и обвинителството за гонење на организиран криминал, како во трилер филм, му најдоа 350.000 евра со одзидани позади куњски плочки. Првите сомнежи за корупција се појавиле пред 8 до 9 месеци, откако сведоци почнале да пријавуваат влијание од адвокати и барање мито за различни предмети. Во истрагата биле вклучени АНБ, финансиската полиција и управата за финансиско разузнавање, а со техничка опрема на истражниот центар на обвинителството биле откриени парите. Работата станала појасна по приведувањето на поранишниот државен правобранител Фехми Стафа, осомничен за давање мито од 100.000 евра, наводно побарани од Ристов за укинување притвор во предметот Синџер. Истражителите проверувале 3 локации, како и стан од 150 квадрати во Тафталиџе, кој не бил пријавен во антикорупцијска и за кој постои сомневање дека судијата незаконски го стекнал. Родителите на судијата тврдеа дека парите се нивни и потекнуваат од земјоделие, за подоцна да се предомислат и да изјават дека парите се од фотоволтаици. И покрај пронајдените пари, судијата е во куќен притвор поради активно боледување, за што обвинителството оценило дека нема ризик од бегство.